Večno ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Спортско-рекреативниот центар Треска во селото Сарај. Целиот спортско-рекреативен комплекс е изграден во 1978 со самопридонес на жителите на Скопје. Поради загаденоста на водата, езерото е затворено како капачки објект од 1998 Постои иницијатива на негово повторно активирање како главна летна атракција за скопјани. Спортско-рекреативен центар Сарај бил изграден неколку години по завршувањето на Втората светска војна, а за посетителите бил отворен во 1950-та. Спортско-рекреативниот центар Сарај е лоциран помеѓу реката Вардар и Треска и зафаќа површина од 24 хектари. Во тоа време Сарај бил центар и на многу културни и забавни случувања. Хотелот Сарај, кој се наоѓал на влезот на центарот, бил место за разните атарски трупи кои изведувале представи за посетителите, а неколку пати месечно оделе актуелни филмски хитови. Сарај бил главен центар, каде државната боречка репрезентација се подготвувала за надпревари. Скопјани со гордост раскажуваат дека во центарот вежбале Мате Парлов, Аце Русевски, Шабан Трстена и многу други спортисти. За мај цели тајфи оделе на излет. Луѓето доаѓале со цели фамилии, се правеле скари и се правеле гозби. Скоро секогаш имало некоја забавна програма, се пеело и се играло по цел ден. Постои иницијатива за негово повторно активирање. По земјотресот летото 1964 се реализираат директни преноси на спортски, фолклорни и забавно-музички приредби од средбата на солидарноста. Во 1968 во рамките на манифестацијата се одржа првиот меѓународен фестивал на аматерски филмови. На овој фестивал беа прикажани 30 филмови од Англија, Грција, Полска, Португалија, Романија, Унгарија, Холандија, Југославија и други. Средба на солидарноста 1964 до 1973. Градското собрание на град Скопје на 18 мај 1964 ја донесе одлуката со која беше решено еднаш годишно во периодот од 26 јули до 2 август во Скопје да се одржуваат средби на солидарноста, на кои што пријателите на градот од целиот свет ќе се надпреваруваат на полето на културата и спортот. Набргу идејата стана реалност. Првата средба беше отворена на 26 јули 1964. Манифестацијата Средба на солидарноста прерасна во традиција и во еден прекрасен настан од меѓународно значење. Секое лето, градот на Вардар беше центар на солидарноста и на вонредните човечки достигнувања не само на градилиштата, каде со помош на меѓународната солидарност се раѓаше новиот град, туку и на полето, на културата и на спортот. Скопје стана отворен град, град на сите граѓани на светот. Шаховски турнири, Средба на солидарноста од 1967 до 1976 беа одржани вкупно 6 меѓународни турнири на кои учествуваа голем број познати шаховски имиња, меѓу кои Фишер, Карпов, Решевски, Полугаевски и Портиш. Во 1967 македонците имаа можност да го видат на дело Роберт Фишер, кој тогаш имаше 24 години. Тој настапи само на првиот од 6 вакви турнири, кои се одигра во 3 града – Скопје, Крушево и Охрид. Фишер дојде и си замина како победник и повеќе не дојде во Скопје. Večno ja